Секој ден добиваме различни информации, кога ќе има приредба, кога ќе одиме на екскурзија, кога треба да донесеме тетрадки или кога ќе има промена во распоредот. За тоа да го дознаеме, некој мора да ни каже, усно или писмено. Тој начин на пренесување информации се нарекува известување. Известувањето ни кажува: кој го организира настанот? Што ќе се случи? Каде ќе се случи? Кога? Како ќе се одвива? Зошто се организира? Известувањето треба да биде точно, јасно и кратко, за сите да го разберат. Заклучок. Известување е начин на кој усно или писмено пренесуваме важни информации за некој настан, случување. Треба да биде точно, јасно, кратко. Известување е начин на кој усно или писмено пренесуваме одредени информации на слушателите и на читателите за некој настан. Треба да биде точно, јасно и кратко. При пишувањето треба да се одговори на прашањата: кој, што, каде, кога, како, зошто. Следуваат неколку примери.